Денес во организација на Сдруженијето Центар за развој и едукација Прилеп организираме оваа меѓународна конференција социјални и здравствени услуги во заедницата, се со цел да отвориме дијалог, да размениме идеи и искуства и да најдеме можни решенија како да го подобриме пристапот до социјалната и здравствена заштита и да ги направиме овие услуги подостапни за сите категории на граѓани кои што се во социјален ризик. Пратејќи ги добрите практики во останатите земји на Европската унија, гледаме како тие модели може да се имплементираат во наш национален, меѓутоа и локален контекст. И не случајно после развојот и испораката на услугата помош и нега во домот, веќе за нашите жители на територијата на Прилеп, Кривогаштан и Долнени е веќе достапна услугата медицинска сестра во заедницата, дополнително е обезбедена поддршка со бесплатна физиотерапија во домот, бесплатен психолог во домот, бесплатен социјален работник во домот. Сите овие услуги треба да бидат интегрирани и поврзани помеѓу двата сектори, социјалниот и здравствениот, за на овие лица во социјален ризик да им се даде сеопфатна грижа за да можат подостоинствено и поквалитетно да живеат. Според промените во законската регулатива од 2019 година во делот на социјална заштита, веќе социјалните услуги треба да се достапни за граѓаните и да се направи децентрализација на услугите на локално ниво, општините заедно со потенцијалните даватели на услуги да креираат услуги кои што ќе одговорат на реалните потреби на граѓаните кои што живеат во таа општина. Па мислам дека сме на почеток, меѓутоа имаме направено доста успешни чекори, дека доколку натаки продолжат реформите и поддршката на релевантните институции, навистина ќе може да забележиме подобар напредок и да се вброиме и ние во листата на земји кои што имаат да вистина квалитетни и одржливи социјални и здравствени услуги. Она што ни е неопходно е поголема соработка со релевантните институции, Министерство за социјална политика, демографија и млади, Министерството за здравство, меѓутоа и сите други институции кои што се вклучени во процесот и на лиценцирање и на осмислување на креање на политики за социјалните услуги и нормално обезбедување на финансиска поддршка за овие услуги да бидат одржливи. Како прво станува збор за размена помеѓу двете држави. Од една страна учиме и ние, од друга страна учи Македонија. Не сме ние тие што кажуваме вака треба да се направи и ова мора да го направите. Туку е взаемна размена. Unser Projekt ist so aufgesetzt, dass wir Нашиот проект е така концепиран што ние прво ги гледаме потребите тука на локално ниво и врз основа на искуствата што ги имаме ние од Австрија да пробаме да ги покриеме тие потреби. in dem Projekt, wo wir gerade arbeiten. Во проектот Трансакт во кој што во моментов работиме, фокусот е на семејства во ризик, сиромашни семејства, стари лица, лица со попречености, на нив да им овозможиме подобра, поголема поддршка и помош во социјалниот дел. Natürlich, wir hatten in Секако нормално имавме и размена и точно јас огледавме ситуацијата и станува збор за два различни системи и сега нашата задача е да видиме точно која услуга се вклопува во овој систем. Некои работи се вклопуваат подобро тука во Македонија, некои работи се вклопуваат подобро во Австрија. По однос на социјалните услуги кои што се пружаат во трите општини, ние како меѓуопштински центар за социјална работа кој е местонадлежен за општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени, сме партнер на организацијата Сдруженијето за Центар за развој и едукација Прилеп. Партнери сме и со други организации, како Општинската организација на Црвениот крст и Есинелис од Скопје. Проектот Трансакт е една од новините кои што е како пилот проект и фала благодарност до австриската амбасада и австривци, нашите пријатели од Австрија, кои што ни ја дадоа можноста да го испроектираме да го испилотираме овој проект. Затоа што ова е по прв пат да се спојат социјалните и здравствените услуги во едно. Ова е пилот. Резултатите за овој краток период се предобри од она што го имаме од терен, од медицинските сестри. Социјалните услуги на локално ниво даваат одлични резултати и ние како општини Прилеп, Долнени и Кривогаштан и ние како меѓуопштински центар и сдруженијата и организациите со кои што соработуваме, мислам дека сме меѓу лидерите или водечките во државата. Во моментот се работи Министерството со поддршка на Министерството кој има сенс и соработува со општините и е поддржувач на разработување и воведување на нови услуги на локално ниво. Во моментов сме меѓу пилотите, меѓутоа се надевам дека се разработуваат нови планови, нови програми и се надевам дека нови провајдери ќе се јават
заедно со нашите пријатели од странство и дека за брзо време ќе ги имаме разработено или дека ќе ги понудиме услугите како комплет социјални и здравствени услуги, психосоцијална поддршка и здравствена услуга на сите оние на кои што им е потребно. Вие бевте и во Австрија? Да. И таму што видовте, а што кај нас го нема, а е приоритет? Видете, сега ние малце, не знам дали е соодветно да се споредуваме со австрискиот модел, меѓутоа од она што го видовме таму, ние како потенцијал човечки, како капацитет, имаме во секој момент да го овозможиме и да го понудиме. Од тие модели, од вчера од неофицијалните средби со нашите пријатели од Австрија, од Хрватска и од Албанија, се родија нови идеи и се родија нови идеи за спроведување на нови проекти, меѓутоа се уште е рано да зборуваме и сите во насока на еден пакет на социјална, психосоцијална поддршка и здравствена поддршка онаму каде што треба кај најранливите. Проектот на кој што јас работам во моментов е поддржан од швајцарската влада и е имплементиран од локални чинители и целта негова е да се поддржи здравствениот систем со тоа што се зголемуваат капацитетите на медицинските сестри да даваат нега во домот. Целната група се лица кои што се постари и лица кои што се хронично болни. Значи целата оваа здравствена услуга се врши преку матичните лекари, се поддршка е во примарната заштита. Социјалните услуги, пак од друга страна, од неодамна започнавме да ги воведуваме во здравствените установи и не се многу добро развиени. Значи, психолог и социјален работник како услуга ги има од пред година, година и пол и се уште се во зачаток. Во Албанија социјалните услуги и здравствените услуги се целосно поделени и сега ние сме соочени со предизвикот да ги комбинираме за да им обезбедиме најдобра опција на граѓаните. Немам точен одговор, меѓутоа демографски се соочуваме со истите проблеми, наталитетот ни опаѓа и на нас, стапката на општеството старее и кај нас и кај вас и дефинитивно треба да имаме нешто да најдеме некое решение за истите проблеми.